Второ квалификацијско коло од циклусот Европско првенство Германија 2024 во Скопје на арената Торо Проевски. Македонија го загуби надпреварот против Украина 2:3 со две различни полувремења. По водството 2:0 во првото полувреме украинците постигнаа 3 гола за само 21 минута и просто го растурија нашиот национален тим и ги потопија надежите дека можеме на овој натпревар да извојуваме победа. Со овој пораз кој навистина боли, да не речам дека малку така предизвикува и чувство на срам, дека навистина имавме, речиси, довие натпревар во своите нозе, дека нашите репрезентативци во првите 45 минути навистина изиграа добро, стабилно, цврсто, со една видлива концепција која делуваше дека можеме да ги добиеме украинците. Што се случи во второто полувреме, посебно што се случи од 60-та минута па натаму, навистина и нашата мини анализа можеби нема да даде целосен одговор на ова, можеби потребно е подлабоко да се нурнеме во оваа фудбалска приказна што се вели, меѓутоа во секој случај едно недостоинствено, едно понижувачко полувреме, ни 30 минути кога навистина нашите фудбалери ги разочараа присутните гледачи на стадионот, ја разочараа целата јавност и на некој начин дури предизвикаа и гнев, да не речам дека и сумневање кога е во прашање конечниот резултат и калкулациите околу овој натпревар. Не би сакале со тој сегмент да се занимаваме, меѓутоа она што не интересира, она што претпоставувам дека јавноста ја интересира е играта на нашите репрезентативци, водењето од страна на првиот асистент на селекторот Благоје Милевски, кој на овој натпревар седеше на трибините ради она, би реколи, ступена грешка против Малта, кога без потреба реагираше кај четвртиот судија и беше казнет, едноставно елиминиран на овој натпревар, така што неговиот помошник Роберт Стојановски со целото свое знаење и умење што имаше, го водеше националниот тим, меѓутоа според нас има дискутабилни потези, посебно кога се во прашање замените на овој натпревар и сето она што нашите го демонстрираа од некаде 60 минута па до крајот на надпреварот. Ако во поранешните квалификациони циклуси со еден куп селектори и председатели на Сојуз, да не речам и со една друга генерација на навивачи и љубители на фудбалот, сме имале некаква трка во овие квалификациони циклуси, барем некаде до средината на квалификациониот циклус, било да се работи за светско првенство, за европско првенство или за последниот циклус на Лига на нации. Овој пат навистина е срамно, без оглед на се и мене како еден следбеник на нашата репрезентација на овој национален тим, малку не ми годи таа моја констатација и мој коментар, па дури би сакал да грешам, меѓутоа во второто коло за нас квалификациите буквално се завршени. Со тенка победа против Малта, ајде на која може да се погледне из прсти од 1:0, и со пораз од Украина, пораз во кој бевме декласирани за 21 минута примивме 3 голови. Навистина во понатамешниот циклус, дај Боже да грешиме во дуелите со Англија, Италија и на домашни на гостински терен и она гостување на Малта некаде во септември, да не речам и до Украина со гости, не влеваат оптимизам кога е во прашање борбата за евентуалното второ место. Но да одиме со анализа што точно се случи на дуелот против украинците и како нашиот брод беше потопен со тие 3 торпеда за 21 минута од украинците. Традицијата на националниот фудбалски тим, на репрезентацијата, секако не од вчера, си има свое место и традиција и ретко кога можеме да се сетиме, да не речам, да анализираме и да дојдеме до податок кога нашиот тим примил 3 голови за 21 минута. Ако во тимот имаме, би рекол, јасови од типот на Елмаз, на Барди, на Несторовски, Столе Димитриевски, еден голман брани во изворена лига,
Имаме играчи кои играат во странство, кои се стабилни, Стефан Ристовски во Динамо. Значи имаме Адеми, да не го забораваме, кој од Динамо помина. Значи имаме еден костур, добар костур на репрезентација. Овие момчиња, овие фудбалери не се за подценување, нити пак смеат да си дозволат една ваква бламажа што ја доживеавме со Украина. Ако игра 60 минути, за првите 45 минути, ќе се вратам на крајот на емисијата, колку блескаво тоа беше и колку се разликуваше од ова што сега го кажувам. Значи, 62 минута, како заспана одбрана на изведување на корнерот, искусниот прекале нас, капитенот Стефан Ристовски, не успеа да се снајде во таа ситуација и навистина дозволи да приеме гол со удар со глава во една ситуација која можеше да се одбрани. Што следуваше до 83-та минута, уште два гола, навистина неверојатно просто, кога го гледаш на прво, втори, трети пат, кога ги анализираш сите овие акции, навистина е неверојатно како се тоа можеше да ни се случи. Ајде, настана на вториот жол картон на Муслиу, кој оправдано судијата му го додели и останувањето со играч помалку. Меѓутоа, ако во 65-та минута на резултат 2:1, правиот асистент на Милевски, значи Роберт Стојановски, прави 3 измени. Помалку несватливо, чудно. Значи, излегуваат од игра Ашковски, Адеми и Несторовски, влегуваат Брадаровски, Јани Атанасов и Милан Ристовски. Што беше идејата, што беше концепцијата со овие 3 измени? Наеднаш да се направат 3 измени. Можеби секој во својата глава и во концепција си има своја замисла што сакал да постигне, меѓутоа ова се покажа како многу лош потек, како неуравнотежен потек и 2-3 минути после овие 2-3 измени направени го примивме вториот гол и украинците изравнија на 2:2. Рекол црвениот картон на Муслиу беше кес на 10 за украинците, кои некако навалија кон нашиот гол. Иако рака на срце не беа подобри. Вториот гол, кога овој фудбалерот за кого сите коментатори си спотепаа, не знам, Мудрич, 200 милиони евра, не знам, Челзи го платил, па не покажал се во Челзи. И така натаму, ја прина топката некаде на 40 метри од нашиот гол. И како не баре да игра Марадона, поминува низ нашата одбрана, како низ швајцарско сирење. И таму на гол линијата упатува остар центаршут, каде што топката поминува скоро 30 метри на спортивната страна. И со недозволиви поставување на играчите, да не речем грешки, погрешна, лоша концентрација. Не дека украинците се екстра класа толку подобри од нас. Невидена грешка. Третиот гол е на заспаност, лоша поставување на задниот ред на после издигувањето на Муслиу. Тамо на Зајков, мислам дека беше поставен. И релевантна е последната одбранена линија. Така елегантно да ги прелета, да втрчал позадина противничкиот фудбалери со глава да го лобува нашиот голман. Исто така едно недозволиво за таков калибар на играчи, на таква репрезентација. Се на една лоша поставеност, лоша концентрација, лоша игра. Каде во целата таа ситуација беа Елиф, Елмас и Барди, како едни асови да ги потигнат нашите играчи, малку да им се развикаат низ теренот, да ги наместат лево, десно. Стефан Ристовски, еден искусен капитен, едно златно момче, мислам, интелигентен фудбалер. Сето тоа затаи, драги мои, сето тоа затаи и украинците не потопија за 21 минута. Излезе тезата, нашиот селектор, ајде направи измена, прими гол. Направи измена, прими гол. Не сватли. Сенам дека заслужува анализа и жолтите картони на Муслиу. Значи, да добиеш 2 жолти картони од 55 до 73 минута.
по мое ведување не е толку виновен и самиот фудбалер кој во жарот на борбата влегува, се бори, се поставува, прави лизгашки старт, се обидува да спаси, да нападне, колку што е од страна на стручниот штаб. Ако овие три измени се правеа во меѓувреме, после првиот жол картон на Муслиу, веројатно некој поискусен селектор, поискусен стратег би обрнал внимание на Муслиу ако веќе не може да го извади, да се чува тој втор жол картон или црвен картон. А вака Муслиу за 20 минути, за не се ли 20 минути, за 17-18 минути направи таму два жолти картони. И сам настрана, ајде, и самокритика и од него и од нас критика за Муслиу, кој до сега одиграл за репрезентацијата многу добри партии и кој не е од вчера, не е толку неискусен така да ги остави на цело играчи. И вторите две измени, Дориев и Доријан Бабунски, мислам, исто така несфатливи. Неразбирливо. Ако коментарите одат во стил дека Доријан Бабунски игра во унгарското првенство и постигнал една плејада на голови во текот на оваа натпрварска сезона, збориме за 2023 година, кога во Скопје против еден противник како Украина бркаме победа, кога треба да играме офанзивно, барем за оние кои помалку разбираат, кои не се селектори, меѓутоа го сакаат националниот тим и сака да го кажа своето мислење. Требаше за ова момче да се најде повеќе простор и место на овој напад. Да се стави во игра 93-та минута по резултат 3:2 за Украина, нема резон, нема логика, нема смисла. Примени 3 гола, реков, направи измена, прими гол за 21 минута. Потопени, разочарана публика. Слободна проценка 15-16, може би 18.000 публика. Се бараа карти лично, од информации имав од натрешноста, не само од Скопје. Значи, луѓето дојдоа, ја сакаат Македонија. Сега остануваме после 2 квалификацијски кола као риба на суво. Како да продолжиме, како да играме, како да ја вратиме до вербата кај оваа публика, да не речем, кај седмата сила, кај критичарите, кај љубителите на фудбалот. И во тој контекст, навистина, дали некој може ова да го објасни подетално, подлабоко, дали е тоа селекторот, дали некој стручен совет у Фудбалска федерација, дали управниот одбор, самиот председател, има генерален секретар. Значи, тие не треба да се мешаат во фудбалската политика, но секако одговараат за оваа бламажа против Украина. Работата стигна до таму дека уште на пределот е договорена полувреме. Ислам Бог да чува и да брани. Сме имале вакви ситуации во македонскиот фудбал и во македонската репрезентација. Лично пред 20 и кусор години ја открив аферата кога со Република Ирска имаше обид за договарање на тој натпрев, за местење и лажирање. Не сакам ни да помислам дека против Украина имало такво нешто. Ама сето ова е навистина срам за сите нас. Ова не е срам за фудбалерите, не е срам за селекторот кој пак ќе повторам, со еден ступиден потик против Малта, еден противник кога треба да го победиме 3:0, ради реакција на четвртиот судија го оставаш националниот тим без водство против многу позначен дуел со Украина. И тоа треба да се води есен, да се мисли селектора. И тоа е некоја стратегија. Роберт Стојановски, што да кажеме за човекот? Првото полувреме водеше, правеше, беше активен. Второто полувреме, мој личен печат е како да се подзагови. Тоа темпо на игра, тие измени, тоа мелење од страна на украинците, како да не можеше да го спречи. Тоа не е добро. Тоа е срам за нас и треба многу добро да размислиме како понатаму да одиме со националниот тим воопшто во овие квалификации и понатаму. Дека не сме фудбалска репрезентација без месо, без квалитет, потврдуваат првото полувреме и двата гола. Значи, на еден убав притисок на нашиот тим и од левата и од десната бочна страна, со Алиовски, со Стефан Ристовски, со Елмас и Барди на средината, со Адеми, покажавме дека знаеме да играме фудбал. Нафрлената топка при досудениот пенал, кога главниот судија гледаше ВАР, е притисок на нашиот тим за грешка на украинците. Барди велемајсторски го изведе пеналот сигурно како прав фудбалски маестро и донесе водство.
За вториот гол на Елмас. Еден добар филинг, добро примање, добро откривање, префрлање топката од една на друга нога, да се погоди така наречената мала мрежичка некаде до 25 метри. Тоа е филигрански потек, тоа е навистина дури и грев на ова водство на 2:0 да дозволиш да се случи така. Сум бил сведок на многу надпревари кога Македонија се бранела. Легендарниот бункер и катанаџа на војводата Антон Дончевски во Брисел, на Ван дер Шток, стадионот на Андерлехт, 1-1 против Белгија. Па се браневме, упорно 60-70 минути се одбраневме. Можеше против Украина да се браниме барем 30 минути. Или со играч помалку 25 минути, една класика затворена дефазивна варијанта да извадиме 2:1 или 2:2 Украина линија. Со играч помалку и 2:2. А не вака декласирани. И сега да ни едноставно фудбалски грев да чувствуваме за потегот на Елмас и изморениот гол или за пеналот, за слободниот удар на Ливски, сите оние акции и комбинатории кои ги гледавме во првото полувреме. Критика и за фудбалерите и за стручниот штаб. Треба анализа. Квалификациите продолжуваат понатаму. Ден по надпреварот, 2 дена пред гостувањето на Олд Трафорд против Англија. Искрено не сме претерано оптимисти, иако со англичаните од секој пат ни одело. И на Сент Мери во Саутемптон. И после тоа 2006 година исто така одигравме со Англија добро. Дај Боже пак да биде. Со Италија знаеме како поминавме. Циклусот продолжува со не толку голем оптимизам и реален песимизам спрема она што ни се случи против Украина, за жал, кога не потопија за 21 минута со 3 гола. Фудбалскиот живот продолжува, меѓутоа тагата за испуштеното и пришаниот простор за критика останува е тука пред нас.